Изминува времето за исполнување на препораките на УНЕСКО за Охрид, значи да си ја задржи својата позиција на заштитено културно и природно подрачје. Што се презема во овој период на 2 години, што се преземаше и вие како вработен во и долгогодишен вработен во Националниот парк Галичица, кој што имате големо искуство, ви ги знаете проблемите со кои што се соочува паркот, со што вие се соочувате во однос на исполнување на тие препораки? Дали имате поддршка од државата? Значи, од препораките кои се произлезени од реактивните мониторинг мисии на УНЕСКО и од 2017 и од 2020 година, сите обврски кои беа за јавната установа и за кои имаше надлежност јавната установа Национален парк Галичица се реализирани. За дел од обврските во кои јавната установа Национален парк Галичица треба да постапува заедно со други институции на државата, дел од нив не се заврши. Една од клучните работи е урбанизацијата, односно притисокот од урбанизацијата, и јавната установа се обидува во континуитет да достави информации и податоци за сите бесправни градби кои се случуваат во моментов, бидејќи имаме и такви. Дали е тоа ваша обврска? Вие да имате таква база на податоци или тоа обврска на властите, локалните или државните? Значи, постапување во делот на урбанизација, градење, бесправно градење и така натака не е надлежност на паркот. Но, бидејќи ние имаме луѓе кои се континуирано присутни на терен, ние се обидуваме редовно, континуирано да информираме за сите градежни активности кои се случуваат во паркот. При тоа ние немаме надлежност нити да прашаме дали е со документи или не. Тоа е работа на градежниот инспектор. Ние зато информираме дека се случуваат градежна активност и се обраќаме со допис до градежна инспекција, градежен инспектор да изврши инспекцијски увид. Дали обичен граѓанин? Бидејќи ме прашавте за генерално кои се проблемите на институцијата, за жал, иако меѓународна пракса е заштита на природа во категорија 2 согласно IUCN да биде финансирана од јавни пари, ние од државата не добиваме финансиски средства за управување. И можете да очекувате, и јасно е дека вработените главно ќе бидат фокусирани на спроведување на активности со кои ќе се обезбеди личниот доход на вработените. Како обстојувате? Од наплаќање на, значи... Од наплата на влезници и од меѓународни донации. Половина од буџетот, повеќе од половина од буџетот се пари на германските даночни обврзници преку KfW банката и фондот Преспа Охрид Nature Trust, фонд. Дали постои законска обврска државата да ве финансира? Законска обврска. Еден од начините на обезбедување на средства за заштита на природа согласно Закон за заштита на природа е и од буџетот на државата. Една од... Значи како можност е повеќе оставено отколку како обврска. Доколку не се донациите од странските, односно интернационалната заедница, како што рековте, значи вие нема да можете да функционирате во моментов. Кажете ми, од кого добивате најмногу донации и кои проекти ги спроведовте изминативе 1-2 години, да речеме, откако се овие новите препораки од УНЕСКО? Не, значи, ние можеме да се вратиме на стариот начин. Односно, преку директно користење на шумите да обезбедиме финансиски средства, што не е согласно меѓународните стандарди. Од тие причини не сакаме тоа да го сториме. Но, ако сме приморани, ќе нема друго чаре, ќе треба да се вратиме на таквиот начин на обезбедување на финансиски средства. Како што реков, половина од парите доаѓаат од фонд. Фондот за доверба во регионот на Преспа Охрид. Кажете ми, доколку обичен граѓанин сака да најде податоци, кои градби се легални, а нелегални во Националниот парк Галичица, дали има некое место каде што ќе може да ги извлече тие податоци? Такви податоци би требало да имаат општините. Дали имаат? Тоа не знам. Факт е дека регистрирани се голем број бесправни градби, креирани се листи на поднесени барања и така натака. Институциите на системот се обидуваат да обезбедат такви податоци. Дали вие како парк можете да обезбедите таква база на податоци и доколку можете, како би го направиле? Значи, имајте предвид дека во паркот се вработени само 15 луѓе.
И ниеден од нив не е од таа струка, архитект, градежен или така. Значи, преголем дополнителен товар би било за јавната установа да има, да добијат надлежности или да бидат активна на тоа поле. Ви благодарам.